Во ова издание, Русија пред парламентарни избори, како Владимир Путин се справува со политичките предизвикувачи. Афганистан, сојузниците се повлекуваат, талибанците заземаат територии. Дали е на повидок посериозен конфликт. Љулјета Адеми, прва жена со физичка попреченост која ги искачи трите највисоки врвови на Балканот. Што порачува таа? Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Во Русија анкетите покажуваат намалена поддршка за коалицијата на Владимир Путин. Па пред парламентарните избори кои се закажани за 19 септември, Кремљ започна стратегија за расчистување со политичките противници. Во месеците што следеа по апсењето и изрекувањето на пресудата за лидерот на опозицијата Алексеј Навални на почетокот на оваа година, Кремљ го зголеми притисокот врз преостанатите потенцијални противници за парламентарните избори на есен. На судењето во јуни судот ја назначи како екстремистичка фондацијата за борба против корупција на Навални, назнака што доведе до нејзина ликвидација и стави забрана на нејзините членови за учество во идниот политички живот. Во меѓувреме други водечки опозицијски политичари и членови на семејството се соочија со криминални истраги, потек намени да стави крај на нивните кампањи. Се разбира, главната причина се парламентарните избори. Кремљ сака да стори се што е можно да се ослободи од силните противници. Зад овие потези, велат критичарите, етоњето на популарноста на владеачката партија во Кремљ, единствена Русија, пред парламентарните избори во септември. Правилата се променија од 2019 година. Сега е невозможно независен кандидат или сериозен кандидат од опозицијата не само да биде избран, туку и да се регистрира. Тврдолинијашите во Кремљ сакаат да ги избегнат грешките од минатите избори, кога прекршувањата на денот на гласањето доведоа до наплив на улични протести. Оние кои се ставени на владината така наречена непожелна листа, вела дека на властите им е полесно да ги затворат потенцијалните кандидати. Им гораздо проще. Поедноставно е да се исече од корен, отколку да се остави ситуацијата да се развие, затоа што е нејасно што ќе се случува понатаму, како ќе реагира општеството. Зошто да ризикувате кога едноставно можете да ги ставите луѓето во затвор? Наблюдувачите велат дека тоа е доказ за притаен авторитаризам, кога председателот Путин влегува во третата деценија на власт, поддржан од контроверзни уставни реформи, што може да го задржат во Кремљ до 2036 година. Секогаш постои проблем со авторитарните режими, дека она што го контролирате денес, уште повеќе мора да го контролирате утре. На неговиот неодамнешен самит со председателот Џо Бајден во Женева, рускиот лидер Владимир Путин ги отфрли предлозите за сузбивање, велејќи дека законите се насочени кон оние што отворено ги поддржува Вашингтон. Ова се организации луѓе кои промовираат американската политика кон Русија. Како треба да се однесуваме кон нив? Бајден вели дека неговата администрација ќе продолжи да го притиска Кремљ за човековите права во Русија, но тоа е мала утеха за кандидатите со забрана или нивните потенцијални приврзаници, бидејќи влегуваат во изборна сезона со избори што брзо се стеснуваат на гласачката кутија. Со повлекувањето на американските и на другите сојузнички војници од Афганистан, се повеќе се зголемува бројот на напади од страна на талибанците. Поради тоа, илјадници локални жители од северниот дел на земјата се приклучуваат кон државната армија за да помогнат во борбите со оваа група. Повеќе во продолжение. Продолжуваат судирите меѓу националните безбедносни сили на Афганистан и Талибан околу северната провинција Џаузган. Локалните власти велат дека борбите се на 13 километри од главниот град Шеберган, во кој живее половина од населението на провинцијата. Локалните сили се приклучија на војската на Афганистан за да го бранат регионот од Талибан. Овие узбеци се соочуваат со Талибан и нашиот народ не треба да се грижи. Брзо ќе го истераме непријателот од селото. Додека Талибан продолжува да навлегува во руралните делови, локалните команданти на Афганистанската национална армија во градот Шеберган ги смируваат локалците дека ќе го бранат регионот. Афганистанските граѓани треба да знаат дека војската ќе се жртвува и нема да дозволи преземање на регионот од непријателот.
Во меѓувреме, жителите во градот излегуваат на улица да протестираат во поддршка на војската, велат ќе се вклучат во борбите доколку владата тоа го дозволи. Ќе ги одржиме владењето на правото и територијалниот интегритет. Ќе стоиме рамо до рамо со нашите војници. Сите, млади и стари, ние треба да ја браниме државата. Ги поддржуваме нашите браќа и нема да дозволиме да ни го украдат имотот. Локалната влада вели дека работи на план да испрати волонтери во одбрана. Љулета Адеми и покрај предрасудите и обесхрабрувањата со кои се соочува, урива рекорди и испишува историја. Таа е првата жена со физичка попреченост на Балканот која успеава да ги скачи трите највисоки врвови на овој полуостров. Незината приказна ја пренесува Мики Трајковски. 99% од одговорите беа дека нема шанси, што се занесуваш во тоа смисла, или ти тоа не можеш. И јас не ме допираше тоа. Но наспроти ова, Љулета Адеми од Струга испишува историја и ги руши предрасудите. Таа е првата жена со физичка попреченост од Балканот која успеа да ги искачи трите највисоки балкански врвови. Откако во септември 2019 го покори најтешкиот врв Триглав, во јуни годинава ја искачи највисоката точка на Балканот, врвот Мусала во Бугарија, за кој вели дека бил нејзин подарок за сопствениот роден ден. Ни беше кажано дека работи скилифтот, за жал не работеше и тука мора да решиш. Или одиш, или се враќаш. Зашто навистина предолга тура. У тој момент само стегнав заби, викам, Лули, си дојде да го искачиш, подарокот е да го добиеш. За 20 на дена следуваш уште еден подвиг, врвот Олимп во Грција, иако заминала со големи болки во ногата. Желбата за успех, како и поддршката од незиниот тренер Мишко Таневски, биле посилни од се. Вика, смири се на врвоци. Прашав неколку луѓе искрено пред да тргнам и дури толку многу ме обесхрабрија, ми рекат, на Олимп се гине. Олимп е невозможен за тебе. Олимп, значи од најцрни никој не ми рече можеш да го искачиш. Вели да се отиде на Олимп е навистина голем предизвик. Веќе кога стигнуваш до одредена точка, ти немаш ни стапче, ни патерица, ни ништо со раце. Раце, нозе и пол. Значи тука имаш веќе качуење. Качуење со јажиња, со цела техника. Имаше моменти кога паѓа и има сипар доста. Досега искачила повеќе од 70 врвови. Првиот и бил Црн камен на планината Јабланица во 2016 година. Кога ме видува прв пат со штакава, сите вака накриво, наваму, што бараш ти со нас? Мајка ми прв пат, кога ме виде дека доза дека кидам, нели, на Црн камен, застана пред врата и вика, нема да одиш по планината, ќе се убиеш. Љулета Деновиве со пливање во Охридското езеро собираше сила за нови предизвици и нови планински врвови, но и размислувајќи како да ја подигне свеста за оваа категорија граѓани, водејќи кампањата гледај способност, не попреченост. Смета дека е потребна и поголема институционална поддршка. И тоа лого и тоа знаме ќе оди на секој врв и од нас се надевам еден ден и од кровот на светот таа порака ќе се пренесе. Љулета е најдобар пример дека и покрај сите искушенија кои животот ги носи со себе, треба да го правиш она во што веруваш. Поминала низ 20 хируршки интервенции, а 7 месеци била и неподвижна. Ја подарила дури и целата планинарска опрема. Кога Македонија мене ми се спремаше, нели, и ампутација, тоа дури и смрт, комисија од 10 лекари подпиша дека јас нема шанси да имам ногата. Само една докторка веруваше во мене. И кога се случи Триглав, и рекле на мојата докторка, кажи на Љулиета дека од денес ние ја викаме Мис Еверест. Таа е прво лице со попреченост во земјава и на Балканот, која може да работи и како водич на планина. Освен што е самохрана мајка, работи и како преведувач и како советник за инклузија во кабинетот на председателот на државата. Но незината животна цел и е планината. Би била пресрекна на вистина кога еден ден би била и физички на планина, би живеела на планина и тоа би ми било од што би можела и да живеам. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Многу повеќе на нашиот вебсайт glasnaamerika.com, како и на нашите профили на социјалните мрежи Facebook, Instagram и Twitter. Со мене повторно се гледате утре во истото време и на истото место. Поздрав од Вашингтон!